Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Одборот за награди и признанија на општина Кочани на работен состанок ги донесе одлуките за овогодишните добитници. Наградата за животно дело и припадна на рок групата Тенеси, а компанијата Антура МК го доби признанието за значајни остварувања во развојот на општината. Рок групата Тенеси е добитник на наградата за животно дело, а компанијата Антура МК го доби признанието за значајни остварувања во развојот на општина Кочани. Со појавата во почетокот на 60-тите години од минатиот век, музичарите од Тенеси се сметаат за пионери и основоположници на рок музиката во Кочани и пошироко, кои оставиле белег во развојот на културата. Компанијата Антура МК пак за краток период од отворањето прерасна во еден од најзначајните стопански капацитети во регионот, во кој постојано се инвестира и во моментот се вработени над 500 лица. Одлуките и образложенијата беа донесени на седницата на одборот за доделување награди и признанија на општина Кочани, на која се сумираа предлозите што пристигнале по јавниот повик за наградување на поединци, групи творци, екипи, установи, трговски друштва и граѓански здруженија кои постигнале забележителни резултати. Имавме одлука за доделување на награда за животно дело, кај што имавме единствен предлог и одлука за доделување на награди за значајни остварувања за развојот на општина Кочани, каде што имавме 3 предлози. Бидејќи за награда за животно дело имавме единствен предлог, беше едногласно избрана вокално-инструменталниот состав Тенези од Кочани. За значајни остварувања за развојот на општина Кочани имавме 3 предлози, од кои со најмногу гласови беше избран компанијата Антура МК Кочани. За наредниот период, апелирам до граѓаните и сите правни субјекти да има поголема заинтересираност и поголем број на пријавени, бидејќи сметам општина Кочани има доста и квалитетни луѓе кои што заслужуваат да добијат награди како за животно дело, кои што дали доста голем придонес за развојот на општина Кочани, како и за остварување на значајни дела за општина Кочани. Со одлука на Советот на општина Кочани од годинава се укина паричниот дел на наградите и признанијата. Тие се доделуваат во вид на плакети, а врачувањето ќе биде на сречената седница, што ќе се одржи на 12 јули по повод празникот на градот Петровден. Министерството за земјоделство го објави повикот за пријавување за финансиска подршка на проекти од програмата за рурален развој. За оваа цел обезбедени се околу 35 милиони евра. А за секој проект што ќе биде одобрен, општините ќе можат да добијат по околу 320.000 евра. Локалните самоуправи од цела Македонија и годинава ќе можат да конкурираат со своји проекти за да добијат финансиска подршка од програмата за рурален развој. Рокот за поднесување на пријавите веќе тече и трае до крајот на август, а парите можат да се добијат за изградба и реконструкција на сообраќајната и комуналната инфраструктура во селските населби. Од Агенцијата за финансиска подршка на руралниот развој ги повикаа градоначалниците заедно со нивните служби во општините да подготват проекти и да ги поднесат во предвидениот рок. Со мерката за подобрување на животот во руралните средини стојат на располагање по 20 милиони денари за секој еден добар проект. Со ова мерка можат да аплицират општините за поврзување и изградба на регионални или локални патишта од 5 до 7 километри, изградба на водовод и канализација, обновување на младински културни центри, добиточни пазари и друго. Во мерката обнова и развој на селата исто така стојат на располагање 20 милиони денари за секој еден апликативен проект. Со ова ќе се изврши реконструкција и изградба на селски улици, изработка на детални урбанистички планови, реконструкција или изградба на плоштади во руралните средини. Со мерката за чувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните средини, општините ќе можат да аплицираат со проекти во висина од 15 милиони денари и наменети се за инфраструктурно поврзување со објекти од културно наследство, уредување на излетнички места, озеленување на површини покрај природни езера или магистрални патишта во руралните средини. Вкупната сума што е обезбедена со програмата за рурален развој за оваа година е над 2 милиарди и 100 милиони денари, а за секој одобрен проект општините ќе добијат по 20 милиони денари.
Освен подобрувањето на комуналната и сообраќајната инфраструктура во селските населби, со поддршката што ја дава државата за рурален развој, им се создаваат услови на општините да аплицираат и за парите од ИПАРТ 2 програмата. Општините ќе можат да подготват проекти за инвестиции во локалната патна инфраструктура, мостови, канализацијски системи, добиточни пазари, домови за култура во рурални средини, реконструкција на селски улици, уредување на излетнички места и инфраструктурен пристап до нив, како и за други слични инвестиции. В четврток започнува 7-дневната културна манифестација Петровденски конаци. Публиката во Кочани ќе може да види повеќе содржини од областа на музиката, спортот, како и ликовната и драмската уметност. По повод празникот на градот Петровден, в четврток во фојето на Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани е свеченото отворање на манифестацијата Петровденски конаци. По 11 пат пред кочанската публика ќе се представат голем број уметници од земјава и странство, кои и оваа година на манифестацијата ќе ја дадат посебна културна димензија. На свеченото отворање ќе се одржи вечерта на македонски автори, на која концерт ќе одржи флейтистката Златка Митева во пијано соработка со Наташа Трабоевиќ. В петок од 20 часот и 45 минути е закажан ликовен перформанс на група уметници, додека за време на викендот предвидени се 4 настани, од кои в сабота со почеток од 20 часот и 45 минути ќе се одржи поетската вечер на Јанов ден на Конак. Еден час подоцна на летната тераса на Националната установа ќе се одржи и концерт на хип-хоп групите Чиста околина и Токсиколози и DJ Master G. В недела од 19 часот е предвиден фолклорен концерт на уметнички друштва од земјава и од Бугарија, а во 21 часот на западното крило на Центарот за култура, Школата за модерен танц под менторство на Ана Марија Адрамова ќе се представи со кореографска изведба Играј со мене. Понеделник на 9 јули во Етно куќата со почеток од 19 часот ќе се одржат разговори за празнувањето на Петровден што ќе ги води професор доктор Зоран Чомалинов. Вторник во 20 часот на големата сцена на Центарот за култура ќе биде изведена драмската представа Пеликан во режија на Перо Даниловски, додека на летната сцена со почеток од 22 часот е предвиден концерт на групата Fighting Windmills. В среда, на 11 јули, кога е предвидено и затворањето на Петровденските конаци, во 19 часот на спортските терени на Средното општинско училиште Љупчо Сантов ќе се отигра финалето на Петровденскиот турнир во мал фудбал, а во 20 часот е закажана Духовната академија на црковниот хор и етногрупата Портал. Со овој настан, всушност, се спушта завесата на вогодинешните Петровденски конаци, кои во пресред на празникот на градот Петровден представуваат своевидно летно културно раздвижување. Во претходните години максимум од 5 до 7 килограми. Годинава таа бројка е тројно зголемена и изнесува од 18 до 20 килограми мед по пчелно семејство. Вадат пчеларите и се презадоволни од приносите на мед. Велат конечно и тие после 5 или 10 години да вадат поголеми количини на мед. Цената и понатаму останува 350 денари за килограм. После 5 па и повеќе катастрофални години за пчеларите во однос на приносите на мед, конечно годинава е плодна во однос на количините на мед. Ако во изминативе години вадеа по 2, 5 или максимум 7 килограми мед по пчелно семејство, годинава таа бројка е тројно зголемена и изнесува од 18 до 20 килограми по пчелно семејство, зашто пчеларите се повеќе од задоволни. Велат, тоа се должи на поволната клима за пчеларење. Почнавме со вадењето на мед и ова е релативно добра година, во споредба со последните 5 па може и 10 години. Ова е една од подобрите години. Па просек по пчелно семејство има од 18 до 20 килограми, што е сосема задоволително. Добро за овој период од годината. Зашто сега пчелите ќе ги селиме на втора паша, така да може и од таму нешто да се извади и да биде просекот малку поголем. Па пред на климата. Доста влажна пролет, доста спарна. На нас пчеларите најмногу ни одговара да биде спарно времето, да е потопло, ама и да има влага во воздухот. Зашто ако е само топло, секи се исуши и нема ништо.
тогаш нема принос. Моменталните активности на пчеларите се преселување од прва на втора паша, ние што викаме, од понискиот регион до повисокиот регион, на планинските предели, зашто тамо сега почнува да замедува, како што викаме ние, пред се давот и мајчината душица. Солидните количини на мед би требало да дадат и непроменета цена. Цена на медот уште не сме одредили, уште стои старата цена околу 350 денари. Некои пчелари дават веќе и по 300 денари, затоа што ќе има доста мед, ама претежно цената околу 350 денари. Во моментов пчеларите се повеќе од зафатени бидејќи го собираат медот и ги селат пчелите на втора паша. Па токму поради тоа во Сдруженијето Матица и нема некои посебни активности. Настани би требало да се очекуваат некаде од септември или октомври, која ќе биде организирана и традиционалната манифестација Денови на медот во Кочани. Статуетка со ликот на Пеце Атанасовски и награда за најуспешна изведба на соло гајда освоија членовите на фолклорниот ансамбл Мугри од Кочани на овогодишното 44-то издание на фестивалот за изворна музика Пеце Атанасовски во село Долнени при Лепско. Членовите на Кочанскиот ансамбл веќе неколку години учествуваат на овој фестивал и се враќаат со освоени награди. Членовите на фолклорниот ансамбл Мугри од Кочани и оваа година зедоа учество на фестивалот за изворна музика, ора и песни Пеце Атанасовски во село Долнени при Лепско. Се представија со своја програма, а имаат чест и да го отворат фестивалот и да настапат први. И годинава се вратија со освоени награди. Младите членови се представивме со 4 точки, 2 инструментални изведби и 2 песни, од кои се здобивме со награда статуетка од ликот на Пеце Атанасовски. Во соло изведба се представивме со возрастниот член Санде Николов од општина Виница, кој членува долги години во нашиот ансамбл и се закити со најуспешна изведба на соло гајда на самиот фестивал. Фестивалот Пеце Атанасовски во село Долнени при Лепско години наназад успешно го представува фолклорното творештво и ја негова изворната музика и од година во година прераснува во еден од подобрите и поголеми фестивали во Републикава. Така што и годинава учествуваа играорци и фолклористи од повеќе градови од државата, но и од други држави. Членовите на фолклорниот ансамбл Мугри редовно ги следат и учествуваат на фестивалите во Републикава, а наградата е само уште една потврда за успешното функционирање на ансамблот и трудот на членовите и одговорните. Ансамблот Мугри моментално брои околу 30 членови играорци и околу 10 кои ги изучуваат традиционалните народни инструменти. Ученици од музичките училишта Ристо Јоруков и Адам Јено од Сигенцен Миклош на музички камп во градот Балантон-Леле во Република Унгарија. Реализирани заеднички концерт со настап на учениците со солоточки и камерна музика. Од 25 до 30 јуни 16 ученици и 4 наставници од основното музичко училиште Ристо Јоруков и исто толку ученици и наставници од музичкото училиште Адам Јено од Сигенцен Миклош учествуваа на музичкиот камп на езерото Балатон кај градчето Балатон-Леле во Република Унгарија. Според информациите на учесниците, во рамките на 5-дневните активности се одржувале проби, ритмички игри по нотен текст, подготовка на аранжмани и поединечни проби за 2 заеднички композиции, проби на соло изведувачите и на камерните состави. На крајот се реализирал заедничкиот концерт, на кој настапиле учениците со соло точки, камерна музика и 2 заеднички точки, хорската Капсонг и оркестарската Star Wars. Учесниците на кампот велат дека имало незаборавна дружба и одлично музичко искуство. За соработката на двете училишта и на двете збратимени општини зборува и гестот на Едит Печели од Будимпешта, представничка на Марка Флейти, која воодушевена од настапот на нашите ученици во Унгарија пред 2 години на музичкото училиште од Кочани му подарила 2 нови флейти. Одговорните во основното музичко училиште Ристо Јоруков истакнуваат дека се презадоволни од овој гест и дека училиштето се стекнало со нови, одамна потребни инструменти. Изведничкиот одред Ластовица од Кочани работи со полн капацитет во остварување на своите програмски цели.
Младите извидници учествуваа на извиднички камп во Охрид, на кој покрај нив имаше учесници од одредите од неколку градови во Македонија. 26 млади членови на извидничкиот одред Ластовица од Кочани учествуваа на традиционалниот камп што се одржа во извидничкиот центар во Охрид. Престојот на кампот го организираше Сојузот на извидници на Македонија, а освен нашите младинци имаше и учесници од други градови од државата. За време на седмодневното учество на собирот, извидниците имаа можност да посетуваат обуки за најважните извиднички и животни вештини, стрелање со алтернативни видови оружје, полигонски вежби, а не изостана ниту културно-забавниот живот и меѓусебното другарување. Исто така, извидниците имаа можност да присуствуваат и на работилници, учеа да веслаат чамец, а пешачеа и на прилагодениот извиднички марш од Охрид до Струга. Во Охрид присуствува и на вежба за снаоѓање во урбана средина. Престојот на извидниците од Кочани беше во придужба на нивните ментори Благој Петров и Сашко Стефановски. Со досегашните активности, извидничкиот одред Ластовица од Кочани се повисоко се искачува на скалата на најактивните одреди во Македонија. Посебно признание за тоа е што четворица најдобри членови од повозрасната категорија на крајот на јули бесплатно ќе присуствуваат на уште еден камп во Охрид, на кој ќе има и извидници гости од Белгија. Следува информацијата од спортот. Ракометниот клуб Торо Спорт од Виница со најдобар стрелец и играч на меѓународниот турнир во Бургас, Република Бугарија. Следуваат подготовки за интернационалниот турнир, што ќе се одржи во Смедерево. Ракометниот клуб Торо Спорт од Виница се врати со сребрен пехар од меѓународниот турнир во Бургас, Република Бугарија, каде единствено беше поразена од екипата на Локомотив, во која настапуваат 3 играчи кои се во селекцијата на Република Бугарија и се вице шампиони до 16 години и шампиони во Купот на Бугарија. Климент Евтимов е избран за најдобар стрелец и играч на турнирот со дадени 51 гол на 4 напревари. После овој успешен пласман, виничките ракометари веќе ги стартуваа подготовките за уште еден турнир во интернационални рамки, што ќе се одржи во Смедерево во текот на месец август. Почнувани со временската прогноза го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидуваме.